Го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерката за внатрешни работи, госпоѓата Гордана Јанкуловска. Министерке, неодамна актуелниот градоначалник на Центар Андреј Жерновски побара одговор на прашањето кој е нарачателот и извршителот на случајот Пустец. Ке му одговорите ли во оваа прилика? Прашањата кои тој се обидува да ги наметне во јавноста се прашања за кои одговорите се дадени и тука практично без разлика дали некои работи на него му се допаѓаат или не, или на било кој граѓанин дали му се допаѓаат или не, секој државјанин на Република Македонија со неговото државјанство има одредени права, но и обврски кон државата. Така што, независно од неговиот личен однос кон македонците од диаспората, тие се сепак наши државјани и имаат одредени права. Република Македонија целата држава е сведочи за случајот, еве например како наеклатантен во Кичево и во Струга, каде што илјадници луѓе од диаспората дојдоа само на неколку часа во Република Македонија, го остварија своето гласачко право кое им е гарантирано со Уставот и таму се избра градоначалник на начин на кој што се избра и несомнено тоа е волјата на граѓаните и тие градоначалници кои се избрани во следниве 4 години ќе раководат со општината каде што слободно можам да кажам волјата на луѓето кои се малцинска заедница во смисла на постојано живење во тие општини се наметна како волја на некое виртуелно мнозинство и на тој начин беа избрани локалните власти и во Кичево и во Струга. Меѓутоа, без оглед како тоа изгледа и дали на некого му се допаѓа или не, бидејќи нели имаше многу коментари по однос на овие случаи во јавноста, сепак нашите закони тоа го дозволуваат, така што тука нема простор за било какво повикување на одговорност или било какво спорење на процедурата. Инаку факт е дека господинот Жерновски откако дојде на функцијата градоначалник, наместо да се зафати со некои суштински прашања кои се од негова надлежност, тој постојано се обидува да ја дефокусира јавноста. Впрочем, еве веќе цела недела па и повеќе тој ја занимава јавноста со наводен обид за негов подкуп, меѓутоа до денешен ден ниту пријавил такво нешто, нити па обезбедил било каква информација до надлежните институции врз основа на која ние би можеле да постапиме и да го расчистиме случајот. Тоа ми е прашањето. Што ќе направите и како ќе постапите доколку Жерновски ви ги каже имињата кои што од него ги побаравте и што доколку тоа не го стори? Секогаш кога имаме било какво сознание кое може да резултира со обезбедување на докази, постапуваме без исклучок. Значи сме имале повеќе случаи каде што обвинителот појавно допрен глас постапувал, меѓутоа одговорноста на секој поединец е да даде свој придонес во борбата против криминалот и корупцијата. Прикривањето на кривично дело е само по себе пропишано како кривично дело во кривичниот закон. Ако не ги каже јавно личностите кои му нуделе подкуп, за кои тој тврди дека му нуделе подкуп, тогаш легитимно јавноста ќе почне да се сомнева дека тој е соучесник во една таква операција или пак дека свесно одел со манипулација, да не речам лага, со цел да привлече внимание врз себе или па да го одвлече вниманието од некои суштински прашања со кои тој треба да се занимава. Знаете, сега е време секој да си ја работи сопствената работа, а на крај останува граѓаните да проценат и да оценат дали работата на било кој функционер, без разлика дали тоа е функционер од локалната или од централната власт, е доволна за тој повторно да ја добие довербата. Уште еднаш само ќе ве навратам на Пустец и тука завршуваме. Не само опозицијата или обвинувањата и одговорите кои што ги бара Жерновски, забелешки за гласачи од Пустец кои што доаѓале и добиле лични карти непосредно пред денот на изборите, имаше и во конечниот извештај на ОПСЕ ОДИХР. Дали за вас, министерке, ова е завршен случај? Го истраживте ли и што откривте? Секој државјанин на Република Македонија има права. Без разлика дали македонците од диаспората се луѓе кон кои одредена политичка структура има симпатии или аверзија,
тие луѓе имаат права и тие права им се гарантирани со уставот. Така што тука нема простор за никаков коментар, исто како што можеби на некого не му се допаѓа што на само неколку часа дојдоа илјадници луѓе од диаспората пред се етнички албанци за да го дадат својот глас во Кичево и Струга. Таму, верувајте, се чекаа редици за гласање во населени места каде што постојано речиси нема жители. Меѓутоа, нашите закони, нашата регулатива тоа го дозволува. Можеби, како искуство од овие избори ќе произлезе некоја дебата во собранието врз основа на која ќе следува промена на регулативата. Но јас отворени сме за дискусија, но дали ги проверивте тие адреси кои што ги спомнува опозицијата и дали видовте дека навистина има 60 луѓе кои што живеат на ист стан? Значи, јас повторно ќе ве вратам на суштината на прашањето. Нема ништо недозволено во однос на правото на граѓаните од диаспората да учествуваат во изборот на власта во Република Македонија. Имаат право и да учествуваат на парламентарни избори, имаат право и да учествуваат на локални избори. Дали 7000 луѓе дошле и гласале во Кичево, дали илјадници луѓе дошле и гласале во Струга или во Штип или во Центар или во Струмица или во било која друга општина, тоа е веќе прашање на избор на поединецот дали ќе го оствари своето избирачко право. Но тие луѓе ги имаат истите права како што ги имаме и јас, и вие, и било кој градоначалник или член на совет на општина, било која јавна личност и било кој обичен граѓанин, државјанин на Република Македонија. Правата се гарантирани и тие мора да бидат еднакви за сите. Фактот што еден градоначалник има таков каков што има однос кон македонците од диаспората е негова легитимна политичка одлука и право да има таков однос, но нема право да им го ограничи избирачкото право на граѓаните кои се државјани на Република Македонија. На денот на полицијата ја обвинивте опозицијата дека ја потцениле полициската униформа и креирале насилни сценарија. Во дел од вашиот говор велите: нема да дозволиме децата, сопругите и мајките на нашите колеги кои ги жртвуваа животите во 2001 да бидат сведоци како некој варварски се обидува да ги збрише паметниците на нивната жртва. Иако јас не се сеќавам дека некој изјавил или кажал дека ќе се руши споменик на бранителите, може ли конкретно да ни ја објасните оваа ваша изјава? Дали тоа значи дека полицијата ќе реагира при обид да се дислоцира некој споменик? Полицијата ќе реагира секогаш кога има потреба да реагира. Значи, полицијата не го ограничува своето реагирање на конкретни објекти или на конкретни субјекти, поединци или групи. Полицијата реагира во услови пропишани со закон. А услови пропишани со закон за кои полицијата е надлежна да реагира се нарушување на јавен ред и мир, оштетување на тук имот или било кој друг случај кога ќе биде побарана наша асистенција. Значи, секогаш кога е потребно, како и досега, полицијата ќе реагира. Значи, фактот што расте довербата на граѓаните кон полицијата не е нешто што се случило случајно или се случило преку ноќ. Тоа е резултат на макотрпна, повеќе годишна работа и многу голема посветеност на секој вработен во Министерството за внатрешни работи. Секако дека ваквите резултати радуваат, но уште повеќе обврзуваат, бидејќи еднаш кога ќе достигнете одредено ниво, предизвикот станува уште поголем да се одржите на врвот. Неодамна министерот за правда најави екстрадиција на двајцата обвинети за случајот Монструм кои што се пребегани во Косово. Тоа се уште се нема случено. Но дали со нивната екстрадиција овде во Македонија се затвора полициската истрага за овој случај? Полициската истрага во овој момент е практично истрага која е одамна затворена. Затоа што ние уште на 1 мај, ми се чини минатата година, се што имавме во прилог на кривичната пријава го доставивме до органите кои понатаму треба да постапуваат. Ништо не се Дополнително не сме добиле нови наредби. Меѓутоа, до самото завршување на случајот со правосилна пресуда, судот секогаш и обвинителот може да издаде нова наредба до нас. Сите средства што ни стојат на располагање ги користиме да ја интензивираме работата, ако така може да се каже, на косовските власти во смисла на колку што е можно побрзо испорачување на овие лица на Република Македонија за да бидат изведени пред лицето на правдата. Министер, ќе ви благодарам што бевте наш гостин. Ви благодарам за поканата.
Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.